Медицинарите од Средното општинско училиште Димитар Влахов ќе добиваат искуства и знаења од швајцарското медицинско училиште од Интерлакен. Благодарение на струмичанката Светлана Аврамов се интензивира соработката меѓу овие две училишта, кои има за цел да се воспостави во функција на подобрување на наставата за учениците од здравствените струки од Димитар Влахов. Да ја подобриме квалитетот на наставата и не само на наставата, него сигурно да изучуваат поквалитетни медицински сестри со знаење на европско ниво. Да, може ли размена на ученици, размена на професори? Може да се направи тоа, меѓутоа ние сме уште на почетокот на соработката, значи они моите колеги беа 4-5 дучи колку беа тука. Сега они ќе дојдат, значи таа соработка ќе се развива, меѓутоа постепено, не можеме сега одеднаш. За професор Емилија Котеска, соработката со училиштето од Интерлакен Швајцарија е во функција на подигнување на квалитетот на компетенциите што треба да ги добиваат средношколците утре задутре како медицински сестри. Значи, целта за оваа соработка е всушност да размениме мислења и да стекнеме со нови искуства и знаења кои што ќе бидат приближно исти на европските, така да персоналот кој што се подготвува за работа во странство да биде на исто ниво како и тамошниот персонал. Соработката ќе продолжи и понатаму, така да ние како училиште, односно представници од нашето училиште во месец август ќе заминеме за Швајцарија и се надевам дека ќе донесеме нови искуства и нови знаења. Поголема практична настава за средношколците. Ова недостасува на медицинарите во Македонија. Беше децид на Аврамов, со што се служуваат и од Димитар Влахов. Практичната настава е тамо, да речеме, во Швајцарија по Болонскиот конвенција. Децата одат прва година, да речеме, 2 дена во школа и 3 дена се ностоп во праксата, втора година 2 дена школа цели денови, 3 дена во пракса, третата година, да речеме, се 1 ден во школото, после 4 дена се во праксата. Тоа е трогодишната школа. А тие после што учат, што студираат уште 2 години за медицински сестри, тие се, да речеме, одат по семестар. 1 семестар одат на школа и после година дена се во праксата. Значи, јас потполно се слагам со госпоѓа Силвана Аврамов дека практичната работа треба да биде зголемена, односно бројот на часовите треба да бидат зголемени, со тоа што децата ќе се здобијат со повеќе компетенции. Секоја година во Средното училиште Димитар Влахов се запишуваат ученици во 3 паралелки од здравствената струка, и тоа за медицински сестри, физиотерапевти и фармацевти.